ова што го гледате од мојата десна страна е пренослив шпоред за готвење во природа, всушност е идејното решение кое што доби регионална награда за зелена бизнис идеја. Иноваторот е Трајче Рушев, а со него како поттикнувач и поддржувач е Ирина Јаневска, таа ни е од Арно. Наши чести гости кога се во прашање поддршката на идеите и нивна реализација, особено кога се младите во прашање. Ајде сега зборуваме и на ова тема, навистина интересно, отвори многу прашања. Пред да почнеме, може ли само да дебатата ја најавив, иноваторот најави дека овој сад може да подготви скара за 8 луѓе, тука ќе заврши најавата и ова нека продолжи, во меѓувреме ние ќе размислуваме. Прашањето беше од колегите какви луѓе? Какви луѓе? Па, веројатно како мене. Па добро, ти не јадеш скара, така што како тебе 16 може да... Многу интересно оно што ни го донесовте. Добро утро официјално. Навистина ми е особена чест и задоволство, Ирина. Постојано промовираме некоја убава вест од ваша страна, некоја убава поддршка на бизнис идеја. Всушност, благодарение на вас, на надпреварот кој што ги поддржува малите, локални и одржливи бизнис идеи, таа и вие целта кога го формиравте Арно. Зелени идеи беше наречен надпреварот, така, да. Македонија добива награда за бизнис награда за идејно решение пренослив шпоред за готвење во природа. И всушност, кој е овој надпревар? Каква е оваа можност да се учествува пред се на тој надпревар? Фала за поканата, секогаш ни е драго што доаѓаме со добри вести и убави, затоа е нашето име. Ние сме Арно и правиме добро и сакаме да ги промовираме добрите работи во нашето општество, исто така даваме поддршка на оние што заслужуваат. И оваа година имаме заслужена награда, инаку надпреварот постои 13 години, регионален надпревар е. Арно во Македонија го менаџира 11-та година поред и многу сме горди што од трите идеи што ги носиме секоја година на регионален, секогаш се враќаме со награда. Ова е нешто што е пионерско за Европа, за светот и за Балканот. Уште пред 13 години ние зборувавме што е тоа одржлив бизнис кој што прави добро и за заедниците и не штети или ја унапредува природата. Нешто што како свест тек допрва ќе се развива, ние веќе ги навестуваме сите оние ограничувања во иднина што ќе ги имаат бизнисите со цел да се користат внимателно ресурсите, да се избегнуваат работи и практики кои што не се добри, од типот на монокултури, пластични амбалажи, нееколошки достави, нешто што сега е дел од овој капитализам, меѓутоа во иднина ќе мораме сите многу повнимателно, затоа што една е планета Земја. Но веќе некаде функционира и одлично и е пракса во изборот на материјали, ги споминавте. Така, да. Па тоа се трудиме, тоа се критериумите на надпреварот, да избереме идеи кои што во сите, односно во најголем дел, колку што може, во сите елементи на својот бизнис се еколошки освестени, а секако имаат економска логика, значи мора да се продаваат, не се ова проекти, па да се добиват неповратни средства кои што ќе се искористат во рамки на, речем, една година и толку. Затоа бараме да се бизнеси за понатаму сами да продолжат да генерираат профит, да се плаќаат плати, да има некаква социјална интеграција и се разбира во своето работење да не прават штета. Трајче, Скарата, Трајче Рушев, иноватор, за каква идеја беше награден и како функционира ова идејно решение кое ни каже дека е мултиплицирано, веќе 15 на парчиња се подготвени. Објасни ни што е ова што го гледаме. Па ова идеја дојде пред неколку години кога беше забрането да се готви во природа на отворен огин и барав на интернет решение. Имаше некои скапи, но и некои ефтини, но непрактични решенија и се решив сам да направам некоја направа кој што би можел да готвам, но при тоа да биде еколошка и да има намален ризик од шумски пожари. Напори до сега 12 прототипови, првите 3 не беа успешни, но еве 12-тиот што го гледате пред вас е тестиран и многу успешен. На 14-тиот ќе биде совршен? Да, одличен и веќе имам нарачки и така.
веќе го имам презентирано пред кампери, љубители на природа, моторџи. Сите нивни забелешки, додека го иновирав, ги имам имплементирано, така да ова е функционален, одличен, каде што со 3 дрвца може да направите скара. Тежи 1 килограм, не произведува, не создава штетни гасови, има одлично осигурување, како на принципот на ракетни мотори. Бризгувам воздух и тој воздух со далинско го регулирам и така се регулира и топлината и огинот. Многу е ефикасен, нема штетни гасови, како што реков, и на крајот останува многу малце остатоци пепел. Значи, одлична направа. Меѓувремено таа се склопува, значи е многу мала и вака расклопен изгледа вака. Кои ви се плановите? Како оваа идеја планирате да ја развиете и понатаму? Планирате ли да ја пренесете, да од ова решение велите дека ги слушате оние кои што се љубители на природата, што им треба кога, затоа што тие знаат најдобро, што е тоа што најмногу функционира, да го развиете поинаку, да добие некое друго издание. Па, ова е тестиран модел и функционира со фотоволтаик и мала powerbank, но ја развивам уште 2 модели. Едниот модел е напреден модел кој што самиот систем произведува електрична енергија, поради од разлика во топлината, од едната страна топло, од другата страна ладно, создава електрична енергија, го работи системот, а вишокот енергија си го полнете мобилниот телефон. Значи, одите во природа... Има и вишок енергија. Има вишок на енергија. И развивам уште еден модел, тоа е за земите кои што се неразвиени во Африка и Азија. Добив еден податок од Обединетите нации дека 2,3 милиарди луѓе во светот готват на dirty stoves, на оние шпорети кои што произведуваат многу штетни гасови. Се може да замислите 2,3 милиарди луѓе да готват на овој кој што не на моби стови кои што не произведуваат штетни гасови. Тој ќе биде поевтин, значи е во тест фаза, значи веќе има и други модели за различни намени, но ова е модел кој што е тестиран и за кампери, моторџи, љубители на природа, функционира одлично. Или замислете, ние одеме на излет за 1 мај, секој во колава да има еден ваков мобилен шпорет и да готви. Значи нема да носи, нема потреба да носи дрвен јаглен, плиска боце. Значи дека сте направиле револуција. Па да, може да има големо влијание во општеството. Гледам, слушам внимателно гледам, внимателно слушам и се уште се обидам да дешифрирам Кај се проблем излегување од рамките? Како ќе направи скара за 8 луѓе ова чудо? Значи се става, место ова, се става грил скара, грил тава, голема, и се става биомаса. Секаде во природата имате шишарки, дрвца, ги ставете, ги подпалувате и го регулирате огинот. Тој огин ја грее грил тавата. Има капацитет? Има тестирано, имам и видео и слики, може да ги погледнете, има на Facebook страна Моби Стов, каде што има таму и видеа и слики, како се прави скара, риба, месо, се. Се надам дека ќе успеете во вашата револуционерна идеја, што според тебе искуството досега, Ирина, би сакала да ја вклучам, колку од овие бизнис идеи, колку функционираат понатаму. Ова е навистина неверојатно и многу убаво што го слушаме и колку и да звучи нешто како со тешкотија дека ќе се реализира, во поглед на тоа дека многу тешко излегуваме од рамките. Така. Ние сме таква нација и многу тешко прифаќаме дека може нешто ново да се направи, да ги следиме светските трендови. И во контекст на тоа ве прашувам, според искуството, колку бизнис идеите функционираат потоа? Малку, ама ние не се обесхрабруваме. Тоа е формула во тој стартап свет, дека 90% од стартапите после втората, третата, петата година, нели тој број се зголемува, односно се намалува бројот на постоечки стартапи, престануваат да функционираат, меѓутоа претприемништвото значи превземање ризик. Зошто е тоа така? Затоа што ние гледаме еден нестабилен пазар, веднаш ги менува една инфлација, ги менува цените на набавка на делови, куповната моќ на граѓаните се намалува, зголемува во зависност од таа флуктуација и тоа е променлив свет. Меѓутоа нас тоа не нас загрижува, нас не е битно исто свеста да ја креваме, доаѓаат нови генерации, во училиштата треба да учат на студии на случај на вакви примери, не на големи корпорации кои што загадуваат, туку на мали зелени
локални бизниси, тоа е инспирација и потек за новите генерации, така да во тој дел нашата мисија ќе продолжи. И сега ова што е комерцијализацијата, апел до донаторите да дадат поддршка. Нема многу програми, сега е некаков тренд, се надеваме дека ќе остане, кои што ќе даваат поддршка на зелени бизниси, значи не на проекти, но овие иницијативи кои што сами во себе имаат голем предзнак на одржливост и на долгорочност, значи бизнисот треба да опстои. Овој надпревар дава мала символична поддршка, $5,000 за луѓе кои што се аплицираат како физички лица, $10,000 за оние кои што веќе имаат правно лице, меѓутоа треба и други донатори да инвестираат за да можеме барем да им го олесниме патот во првиот период. Трајче она што ќе го прави со наградата, еве кои се идните планови, е сертификација, набавка на делови за да се може да се почне со голема продукција. Тоа исто така смалува цената и ние затоа тука постоиме да реагираме како една поддршка на луѓето кои што се сериозни, имаат убави идеи, да малку ветар во крила. Инаку свесни сме дека поддршката е мала и дека не излегуваме од рамките. Битни се чекорите. Да. Рече за колку време се склопува и расклопува ова чудо? Па да мериме, да видиме за една минута дали ќе може да го... Чекај. Клок, стоп watch, чекај, врати. Може да почнеме? Ајде. Старт. Да. И... Додека Трајче го расклопува. Нашето внимание таму, ама истото жирито го побара и мислам дека доби многу поени затоа што покаже и докажа дека да. Добро, секогаш кога е во прашање изборот, тешко е да кажеме кое е најдоброто идејно решение. Врз основа на што Трајче беше најдоброто идејно решение? Така, што беше пресудно? Има критериуми кои што се бодуваат, имаме независна жири комисија, ние не сме во жирито. Стиснете стоп. Трајче, чекај ме возбуди позитивно 34 секунди, Трајче, гениален. Браво. И тоа ли беше еден сегмент во тоа, поради тоа што беше избран? Кај нас не, меѓутоа остави импресија кај регионалното жири, кај нас беше важно да, како што кажам, оваа идеја има комерцијален аспект, значи може да се продава, има пазар, еколошки е подобна, има социјален момент, односно ќе прави некаква работна интеграција во самото свое функционирање. Она што е важно, да кажеме, дека не беше само Трајче, имам уште две македонски идеи кои што исто така се надпреварува и они беа избрани според истите критериуми. Ја имаме Снежана, која што има веќе основано фирма, ќе прави микрозелени билки во контејнери, тоа е безпочвено растење на овие билки. И имам уште еден тим кој што е надежан. Зборуваме оние контејнери големи, транспортни контејнери, такви? Не, мали контејнери, да, за почеток станува збор за мало производство, микробилките се многу хранливи, значи се доведува растенијето во една фаза пред да има цвет и плод и се јаде само зелениот дел од растенијата кој што може, тоа има многу голема нутритивна вредност, а интересно затоа што расте безпочвено, значи не се троши ресурс. Имам уште една идеја на млад тим за кој што допрва ќе слушаме. Тие беа победници на едно реалити шоу македонско, ќе одат во Америка, станува збор за Ангелина и тимот Биохај. Тие прават еко кожа од комбуха. Од чајот што се собира тој производ како гости, беа победници кај нас на Рај, сега стигна и до регионален надпревар, за жал таму не добија награда, меѓутоа имаат голема поддршка и сметаме дека ети оваа иновација македонска секако постои во светот со нијанси, како што каже Трајче, овој производ го има во некакви нијанси, меѓутоа е оптимизиран и имаме уште еден тим во кој што гледаме големи надежи за зелен бизнис. Трајче, ќе додадеш уште нешто, што е твојот најголем мотив? Екологија ми е најголем мотив за оваа иновација, но би сакал да додадам од претходно каков обществен импакт може да има овој моби столб кога идеме на излет, тој што прави скара на ќумур, секогаш е оддалечен од друштвото, од масава кој што има се дружат, бидејќи дими скарава на класичниот. А со ова, со моби столб си го стават одма до вас, до масава, сте дел од друштвото и може истовремено и да правите скара, да готвите и да бидете од тој социјален настан. Така да нема, бидејќи не дими, како што реков. Така да тоа исто ќе има позитивно влијание користењето на овој моби столб. А додека се готви се јаде и може да се зеде и повеќе скара. Отколку за 8 луѓе. Секако благодариме за гостувањето, благодариме. Се надеваме дека вакви
убави, плодни бизнис идеи и можности се разбира ќе бидат предмет секогаш на гостувањата како и досега. Благодариме за гостувањето